Огромни 5000 евра дневно јавните предпријатија од регионот просечно трошат за струја за да обезбедат вода за пиење. Со овие пари 11 јавни предпријатија обезбедуваат просечни 1000 литри во секунда вода, кои засега се доволни за речиси 200.000 жители. Ставката струја е најголема за предпријатијата кои водата ја обезбедуваат од бунарски систем. Така, јавното предпријатие Исерот Штип месечно по овој основ ја издвојува најголемата сума која малкумина може да ја предпостават. Таа вода не ни доаѓа на нас по природен пат, со пумпи ја носиме од под бабите, ја носиме на препумпна станица, филтр станица над бабите и после оди во овој резервоар, во друг резервоар, во трет. Сето тоа е со струја. Ние месечната сметка за струја ни е 3 милиона денари. Веднаш по Исар најдобар муштерија на ЕВН е Кочански водовод. Комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани со оглед на број на жители и на пласирана вода плаќа една од најголемите сметки за електрична енергија во регионот. Имено исто тоа некаде кумулатив сега просек излегува околу 3 милиона денари месечно, од причини што нашата вода е бунарски систем, односно ја црпиме првично водата од самите бунари, а потоа на 5 километра и 30 метри ја на два пати препумпуваме истата вода за да дојде до фабриката за прочистување на вода. Соодветно на прочистената вода високи сметки за струја плаќаат и другите општини. Делчево 120.000 денари, Свети Николе 200, Карбинци 240, Виница и Берово по 250.000 денари. Севкупно сите 11 јавни предпријатија во регионот плаќаат околу 150.000 евра месечно, пари кои се обезбедуваат од наплата и кои јавните предпријатија мора да ги имаат во ден, бидејќи системот на производство на вода не смее да застане ниту за момент. Овој голем трошок е само еден од оние кои објаснува зошто водата за пиење ја има сегашната цена и зошто граѓаните имаат обврска за нејзино рационално трошење.